Ако лани примевме околу 12-13, толку беше капацитетот на Министерството, годинава ќе го дуплираме, ќе примеме околу 25-30 луѓе. Ние ќе помогнеме. Лани имавме оглас за 10 вработени, годинава ќе имаме оглас за 5-6-10 вработени. Ќе се обидам да донесеме млади луѓе и без искуство. Ние да ги научиме како треба да работат, да го запознаат светот на продуктите во управувањето, а потоа следната година да вработиме ние нови 10, знаејќи дека некои од овие што сме ги вработиле лани или година можеби ќе заминат во приватен сектор. Но ние ќе бидеме таа мрежа како министерство, се надевам и колегите од другите институции, која што ќе ги тренира овие млади луѓе да бидат поуспешни и да влезат полесно на пазарот на труд. Заради вештачката интелигенција, затворањето на определени пазари од Западна Европа, сега веќе се чувствува притисок на приватниот домашниот IT сектор, дека тој веќе не вработува како во 2020-та, 2021-та, 2022-та. Да, дури влијае и на примањата што ги имале. Токму така, тие или се намалуваат, или стагнираат, и луѓето кои што немаат работа веќе се спуштаат на таа така наречена минимална плата. Таа не им пречеше на вработените во IT секторот во 2020-21, затоа што земаа големи бонуси. Но сега е веќе притисок на пазарот на труд, јас го следам, и заради тоа и интересот да се вработат и во државна администрација се зголемува, свесни дека точно платата влезна е пониска, но се свесни дека е постабилно. Во државен сектор многу е потешко да ви се заблагодари некој министер затоа што нема доволно проекти или нема доволно голем буџет. Ако веќе еднаш го испланирал буџетот за вработување, голема е веројатноста да ве задржат на работното место.